Значи, следниот чекор, мислам дека после луѓето и споделувањето кое што си го прават луѓето меѓу себе, е тоа што сега ни се даваат многу повеќе можности, помножени по, не знам, колку пати да кажам, значи тоа ќе го кажате вие како математичари и статистичари, ама дефинитивно многу се мултиплицира тоа знаење што можеме да го добиеме благодарение на технологија. Така вештачка интелигенција можеме да сакаме или да не ја сакаме, значи сега во моментов така некако се движат работите, меѓутоа ни дава можност да собираме податоци, информации и знаења од многу места и да се нахраниме со нив во оној момент кога нас ни се потребни за да напредуваме и да напредуваме побрзо. Така што дефинитивно минатата година ја одбележа и технологијата или тоа дека некои технологии кои што имаа зачетоци многу порано, ние во 2020 на самиот почеток на некаде не 1 јануари, ама во текот на јануари правевме тренинг за вештачка интелигенција во делот на дезинформации. Значи тоа постоеше тогаш, ама стана мејнстрим во 2023. И тоа сакам да те прашам како технологијата повлијае на тоа ние како размислуваме и колку примаме податоци. Технологијата од аспект на светот во кој што ние работиме како здружение, како професионалци, а тоа е светот на податоците, е само дополнителен поттикнувачки фактор за развојот. Кажав дека зборуваме за отворени податоци, зборуваме за споделено знаење. Вештачката интелигенција, најпознатиот, најпопуларниот, можеби, сервис кој што го користиме сите ние кои што работиме во оваа област е ChatGPT. ChatGPT учи врз основа на споделено знаење, односно знаење кое што сите ние како заедница која што го користиме таа соодветна технологија создава дополнителна вредност. За мене технологијата е само дополнителен и поттикнувачки, поддржувачки фактор за процесите кои што ги работиме. Не треба да се плашиме од технологијата. Ако се вратиме 100 години наназад, кога единственото транспортно средство било запрежната кола, па потоа со благодарение на технологијата сме стигнале до одредени мотори кои што можеле да имаат одредена моќност да превезуваат стоки, услуги, патници, сме стигнале до зборуваме за беспилотни возила после 100 години. Значи, технологијата е таа која што само може да не поттикне да бидеме попродуктивни. Затоа и технологијата треба да ја гледаме како дополнителна вредност, а не како закана. Знаеш, многу често се вели технологијата. Ама секогаш се гледало како закана. Да, секогаш. И тоа секоја нова технологија. Секоја нова технологија. Затоа што природно е човекот да се плаши од нешто ново. Природно е човекот да се плаши од промени. И треба за да биде предпазлив, не е тоа нешто ненормално, ама е секогаш така. Но треба да бидеме свесни дека технолошките промени, ако им требале 50 години да се случат во претходниот век, сега технолошките промени се случуваат многу побрзо. И затоа треба да градиме општества, треба да градиме заедници кои што ќе бидат отпорни и ќе бидат отворени да учат и да се прилагодуваат на тие технологии. Ако некој ми кажеше дека во една од епизодите имаше и Тито кажано дека твојата баба користи Вибер. Значи ако некој ми кажеше дека редовно. Да, ако некој ми кажеше дека Facebook ќе стане платформа на која што генерацијата плюс 40 ќе биде најактивна и над тоа ќе биде најзастапена, немаше да поверувам. Затоа што таа генерација плюс 40 се соочи со технологијата во нивните 30. Да, барем кај нас. Со таков тип на социјални медиуми. Така што трендовите се менуваат и колку поотпорно и колку општество, заедница која што е подготвена да се прилагодува на тие технологии, толку подобро. Ама тоа е нешто индивидуално. Мислам дека тоа треба да се менува како мајндсет. Има луѓе што природно, ја спомнавме баба ми, таа сепак работела целиот свој животен век во медицина, каде што цело време има промени, нови процедури и слично, била навикната да учи. Имам и други примери во семејството, сега да не си ги кажувам сите, ама има и околу нас, гледаме примери, на луѓе кои што се научени да учат, така. И тоа останува дека нели тие ќе се приспособат подобро. Ама е сосема друго кога вие имате цело општество кое што може брзо да се приспособи на нови технологии. Во голем дел од емисиите се зборуваше за тоа дали вештачката интелигенција
епизодите, не се емисии, дали вештачката интелигенција ќе ги замени, не знам, луѓето во сакав да кажам одредени професии. Дали вештачката интелигенција ќе ги замени актерите, дали ќе ги замени, не знам, музичарите. Ние живееме во свет каде што буквално ако имаш малку слух и добар и си технолошки напреден, можеш да создаваш музика без при тоа да знаеш да читаш ноти. Затоа што има софтвер, има денеска се свири музика на компјутер. Може да се свири музика на компјутер. Може. Ама тоа не значи дека музиката ќе биде само на компјутер. Апсолутно Тоа не значи дека глумците ќе бидат заменети со некаква вештачка интелигенција целосно. Знаете, во може Black Mirror... дури да ги, може дури, извини што те прекинувам, и да ги зајакне на некој начин, затоа што ние го имаме ова нешто тука, и сега имаш и друга опција, и ако некако ти стане мејнстрим да конзумираш музика создадена на компјутер, ти ќе бидеш многу подготвен да платиш повеќе за човек да го прави тоа. Нели како што се handmade дел од работите порано биле поевтини, а ако бренд ти го продаде било поскапо. Сега тоа се повеќе се менува. Имаше некои примери во делот на актерството, да кажеме, можеби ќе бидеме утре повеќе спремни да платиме за филм каде што имаме реални актери. Можеби ќе бидеме далеку поподготвени да поддржиме одредена медиумска куќа каде што знаеме дека луѓе ги создаваат вестите и дека тие се проверени, квалитетни и така натаму. Види, тоа го размислуваме ние од денешен аспект. А што ќе биде? За 20 на години новите генерации кои што ќе растат со нова технологија, со нови околности, можеби воопшто нема да размислуваат за handmade работи. Ние ги размислуваме затоа што тоа било дел од нашето секојдневие кога сме растеле. Затоа што или пак ќе биде, не би сакал, не би сакал да дадам било каква претпоставка околу тоа, затоа што навистина не знаеме што носи новото утре.